Почитувани гледачи, добровечер. Вечерва гостин во нашата емисија во потрага по вистинскиот збор е професор доктор Викторија Коларовска-Гмирија. Професор е на Факултетот за музички уметности во Скопје. Она што е како мал вовед во емисијата, најбитно за Викторија, ќе го прочитам кратко. Таа дипломирала на одделот за музикологија на Санкт-Петербуршкиот државен конзерваториум, Римски Корсаков, но и на одделот за пијано на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Магистрирала на Факултетот за музичка уметност во Скопје, на одделот за музичка теорија и педагогија. Во 2008 година на истиот факултет ја одбранила докторската дисертација, инаку предава група теориски предмети на додипломските, магистерските и докторските студии на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Ментор е на повеќе одбраните магистерски трудови и докторски дисертации. Во понатамошниот разговор ќе следат и други информации за Викторија, но јас веднаш да кажам дека со Викторија се знаеме подолго време, пред се благодарејќи на нејзиниот сопруг Гоце Коларовски. За жал починат, но со Гоце Коларовски имав и лични средби и неизбришливи спомени. А сепак треба од некаде и во оваа емисија да започнеме, па ќе започнеме со почетоците на Викторија Коларовска-Гмирија и нејзиниот избор на оваа денешна нејзина професија. Па и моето прашање е токму тоа. Зошто Викторија се определи за музиката? Добро вечер и од мене на почитувани гледачи на оваа емисија. На Христо, благодарам на поканата. Секако чест ми е да бидам гостин во емисија со толку убав наслов, кој што навистина мислам дека многу е погоден. И тоа е тоа. Ние цело време трагаме по вистинскиот збор. И никако да го најдеме. Да, веројатно со помал или поголем успех. Успех, да. Понекогаш го наоѓаме. Да. Па и во емисијата јас ќе се трудам да ги наоѓам вистинските зборови. И за мене, и за, како што рековте, почетоците. Почетоците, веројатно, како и кај секој дете, нели, бидејќи нема дете што не се бави на еден или друг начин со музика, па и понатаму и возрастен човек, нели. Јас дури некој пат размислувам дека човекот е генерално создаден за да биде музикален и да се бави со музика. Како што кажуваат, јазикот е создаден да се пишува поезија, така и човек, така што во таа смисла, како дете сум имала среќа, веројатно да имам вистински наставници, почнувајќи уште од предучилишна возраст, што е од исклучително значење баш во тој период, нели, да се најде вистински наставник кој што знае да ги упати децата во различни активности и во музиката, и така некако со активности од детска градинка, па понатаму преку основно музичко училиште, беше одлука не толку едноставна дали да се продолжи понатаму со гимназиско образование или сепак да се оди во средно музичко училиште. Одлучив така и така не зажалив. Значи, така и продолжив. Понатаму, само да напоменам дека се во ова се одбиваше во поранешниот Советски сојуз, значи во 70-те, 80-те години од страшно да се каже минатиот век. Да, многу време навистина помина. И понатаму имав навистина огромна среќа да се запишам на Ленинградскиот тогаш конзерваториум, Римски Корсаков, на одделот за музикологија. Исто размислував дали да се определам за пијано, дали за теоретски предмети, затоа што и тие секогаш ми беа голема желба и љубов, и сепак одлучив за тоа и исто така не зажалив. Веднаш да прашам. Иако некако брзо од детски денови стигнавме до студентски, одлуката за да се определи едно дете да се занимава со музика, ти рече дека влијание имале наставниците. Но многу често се случува таа одлука веќе да биде донесена во семејството.
па некогаш и од семејството. Дали во твојот случај, во твоето семејство имаше одредени влијанија или изборот беше твој? Мислам дека кај дете никогаш не може изборот да биде негов. Так. Се разбира, тоа се подразбира. Секако семејството, родителите, насоките му ги дават. Не, ама мислам ако се занимавале некој од членовите на семејството со музика, со... Немавме професионални музичари во семејството, меѓутоа во семејството се музицирало секако. И мојата мајка, и незиното семејство, и мојата баба, како што кажуваат, пеела во црковен хор. Пак ќе речем, значи нема семејство кое на еден или друг начин не се бави со музика. Така, но веќе таа одлука, нели, дали професионално ќе се упатиме, да. И тука секако има фактори. Мајка ми беше многу, да речем, наклонета, иако таа беше врвен математичар. И мојот татко исто. И мене не ми одеше лошо математиката, меѓутоа еве некако таа, веројатно е таа исконска врска на музиката и математиката проработи тука во корис на музиката, барем од моја страна. Во таа смисла, да, мајка ми имаше удел во тоа професионално да се насушам. И уште едно подпрашање во врска со твојот избор. Твојата одлука да се приклониш, да се определиш за теоријата, а не за практицирањето како музичар, како инструменталист. Зошто го направи тоа? Зошто даде предност на теоријата, а не на праксата, на практикувањето, да речем, на музиката? И тука има многу фактори. Јас секако, нели, како и секој дете, децата почнуваат со инструмент. Да. Значи, пред се, нели, се бавиме сите со еден или друг инструмент. Јас се запишав на пијано уште од нижо музичко. Може би не сум била толку, да речеме, сценски тип, жеден за солистички настапи, може би и нешто друго, меѓутоа многу се пронаоѓав секогаш во ансамбли, во камерна музика. Од друга страна, теоријата постојано ме привлекуваше, значи исклучително секогаш имав интерес кон тие предмети, многу ги сакав, многу ме интересира и дури кога почна во средно музичко да учам, имав исто. Јас цел живот имам огромна среќа со наставниците и со професорите. И сум им благодарна до бескрај. Еве, ги памтам сите, со некои од нив комуницирам и до денес, после толку години и децении. И прекрасна наставничка во средно музичка, која некако ме насочи да посетувам теоретски предмети со теоретичарите, значи ученици на теоретски оддел. Во таа смисла имав поголем ангажман таму. И некако така дојде, понатаму и сама, веројатно, исто успеев објективно да се проценам дека повеќе ќе постигнам во областа на теорија од што во област на изведбата на пијано, кај што наистина има прекрасни, брилјантни, гениални, нели? Да. Деца и понатаму ученици, студенти и изведувачи. Веројатно сум проценил дека не сум во таа група, а повеќе ќе придонесам и ќе дадам од себе толку во областа на теоријата. Но понатаму, еве, веќе кога се пресели во Македонија и во Скопје... Ајде веднаш да прашам, бидејќи знам дека гледачите посебно тоа ќе ги интересира, премостувањето, тој мост. Како дојде Викторија и зошто во Македонија? Како дојде и зошто Викторија во Македонија? Ајде да спомене вака, од музиката и од љубов. Да, мислам, да, навистина е така. Еве, пак да речем, ја имав таа среќа во тогаш Ленинград, нели, и на тој конзерваториум, вака една судбинска средба да доживеам со мојот сопруг Гоце Коларовски, кој што дојде исто во тој период, значи 80-тите години. И виде едно убаво, интелигентно момче во Македонија. Да. Добро, тогаш, иако ме интересираше и географија, така што јас знаев Југославија, дека не само Југославија, туку има републики таму. И за Македонија имав одредени сознание, се разбира.
како дел од Југославија. Меѓутоа, тогаш беше голема група, ние ги викавме, се разбира, и тие така се Југословени од Југославија. Да, така. Значи, студенти во различни категории, кои на специализација, кои на студии. Така, навистина една поголема група тогаш беше, исто колку што знам, сите така си постигна резултати понатаму, значи на сите им влијаеше многу тој престој. А Гоце беше дојде на едногодишна специализација по композиција, да. Од тука веќе по завршен факултет кај водечкиот истакнатиот композитор македонски професор академик Властимир Николовски, на кој што патем речено ова година е огромен јубилеј, 100 години од раѓањето. 100 години се на Властимир Николовски, да, и на Кирил Македонски, значи двајца вака великани на македонска музика. Властимир Николовски оставил огромен влог во педагогијата по композиција, освен творештото се разбира. И меѓу негови ученици беше Гоце и тој исто одигра одредена улога за да го може тој да отиде на вакви студии. Патем и Властимир исто поминал своевремено, исто чинам една година, токму на истиот конзерваториум. Многу ми е драго што велат ништо не е случајно, еве доказ. Што токму сега го спомнавме Властимир Николовски, јас имав таа ретка и убава можност кога работев во редакцијата на Весникот Нова Македонија, често да контактирам со Властимир Николовски. Тој беше вреден и прекрасен човек, значи како личност и како композитор и интелектуалец, да, пар екселанс, и слободно можам да кажам, бидејќи носеше едно долго зимско палто во зима, дека ми е драго што и Гоце излегол од шинјелот на Власто Николовски. И многу ми е драго што еве спомнуваме навистина една исклучителна личност од музичките сфери на Македонија. Така е, да. И во таа смисла еве Гоце дојде во известна смисла по негови стапки таму, и на тој конзерваториум таму исто така имал менторски часови по композиција, со исто еден феноменален лик, многу значаен во ленинградскиот, па и поранешен секако и тој советски круг, културен, музичарски, Сергеј Михајлович Слонимски, истакнат композитор, исто од едно интелектуално многу познато семејство потекнува, и тој ерудит, неверојатен музички, значи немаше музика што не ја знае, мислам, што не носеше во глава. И секако за Гоце беше огромен, исто така, тоа огромна школа и огромна среќа што може воопшто во таа средина да биде и да, еве, и самиот град се разбира со целата таа, сите тие можности што ги нуди. И вака комуникација со професорот Таковков и други професори се разбира, како што одеше вака и волонтерски, на часови, на предавање, па на концерти, секако на представи, значи библиотека, огромна библиотека во конзерваториум и на Ленинградската филхармонија. Таму беше посебна библиотека со партитури, ноти кои вака најретки што може таму да бидат. И беше исклучително посветен на, значи точно знаеше зашто дојде, и мислам во таа година максимално, значи искористи максимално се што можеше тогаш. И еве и ние така некако се запознавме. Како една мала шега. Навистина, точно знаел зашто дошол, бидејќи и тебе те нашол таму. Се нашол и сопругата. Еве, и тоа некако така испадна. Да кажам неколку реченици за Гоце. Гоце беше млад композитор и ми направи мене лично, не ја злоупотребувам емисијата, ма морам да го кажам. Јас бев тогаш млад поет, млад автор, и бев изненаден дека без и јас да знам, Гоце Коларовски ја нашол мојата поетска книга Вулканска потреба, издвоил стихови, направил композиции, дури изведувачи, со еден прекрасен оперски глас. И еден ден ми се јави и рече: сакам да ги слушнеш твоите стихови преку моите композиции. Јас бев воодушевен, фасциниран. Зошто го кажувам? Значи, Гоце Коларовски беше авангарден човек, кој што следеше и македонска литература, посебно македонска поезија, современа. И уште тогаш сакаше да
се афирмира и македонската музика, ама индиректно и македонското литературно творештво, во случајот поезијата. Гоце беше неуморен, активен, многу беше, тука бевме многу слични, како немирни духови, постојано правевме нешто плюс. Затоа што мислевме дека сето тоа што другите го прават дека е малку и дека може да се направи уште повеќе. И многу ми е драго што продолжува споменот за Гоце, тој тоа апсолутно го заслужува и како професор и како композитор, но ми е многу драго што токму ти си и негова сопруга, бидејќи вие некако многу складно функциониравте, се надополнувавте. И тоа ти не случајно го продолжи и на факултетот за музичка уметност, каде што, како што кажав на почетокот од емисијата, и магистрираше и докторираше. А сега како универзитетски професор, ти си ментор на поголем број одбранети магистерски трудови и докторски дисертации. Па ајде малку за таа твоја професура за факултетот за музичка уметност. Како ти е таму? Сигурно ти е убаво, многу убаво. На факултет за музичка уметност сум од 1990 година. Чинам. Или од 91. Добро, сега математика. Да. Не си во математика, во музика. Кај зборовите сме, кај зборовите сме сега. Да. Но, значи, во секој случај, повеќе од 30 години сум на овој факултет. Значи, штом сум обстанала толку години и децении таму, значи, веќе ми е како дом. Да. Се разбира, нели, нашето работно место, особено вака, нели, подолго време, навистина ни станува дом. Така што јас многу работи затекнав на факултетот за музичка уметност, ги затекнав и тие, нели, легендарните професори од претходните генерации, меѓу кои покрај Власимир Николовски. Власимир Николовски веќе не го затекнав како професор. Тој веќе беше пензиониран. Меѓутоа, пак да речем, јас сум имала огромна среќа што го познавав лично, нели, тој човек. И можев со него и да комуницирам. Кои професори ги затекна? Па ги затекнав многу професори. Ја затекнав Лепша Пиперковска, ја го затекнав Зоран Димитровски, основоположник, меѓу првите професори на факултет, со кои имав многу добра комуникација секогаш. Го затекнав Љубомир Господинов, например, Бранко Цветковиќ. Значи сега да не зборуваме Томислав Зографски, секако Благој Цанев, на кој што му бев асистент. Михајло Николовски и така натаму. Значи, навистина така една, да речем така, склад на професори кои значи тогаш беа така од, да речем, постара генерација. Па понатаму од помладите кои веќе и сега се пензионирани, секако е Димитри Божаровски, кој што ми беше ментор на докторат исто, што имав исклучителна среќа да учам кај еден таков навистина врвен интелект и врвен професионалец и во повеќе навистина вака мултипрофесионалец во повеќе области. Други професори со кои бевме пријатели, па кои сега например се во пензија веќе така што минува времето. Јасно дека нашиот сум веќе во таа најстарата генерација, некој пат се шегувам. Велам, кога влегувам на наставнички совет, мислам дека во училница влегувам, затоа што повеќето членови на наставничкиот совет се студенти поранешни. Така, во таа смисла, јасно дека времето минува и... Времето минува, младите станаа возрастни, студентите станаа професори. А факултетот обстојува, иако имаше, можеби, и подобри времења пред се од аспект на финансирање, но сепак се трудиме сите да дадеме влог и да одржаме тоа што било и да им овозможиме на студентите да научат и да се реализираат како музичари. Така, ќе продолжиме со уште неколку прашања, ама сакам сега во ова, да речам, мало интермецо, да кажам дека ти имаш објавено поголем број статии и други написи од областа на музикологијата и музичката педагогија. Член си била на редакцијата на списанието Музика, издание на Соком. Си учествувала на бројни меѓународни конференции и семинари за прашања на музичката култура и музичкото образование.
Автор си на прирачници за наставници по предметот музичко образование од прво до трето одделение во основните училишта, во издание на Бирото за развој на образованието. Си била предавач на семинари по солфеж за наставниците во основните и средните музички училишта во организација на Сдруженијето на музички и балетски педагози на Македонија. Повеќе пати си била ангажирана од Бирото за развој на образованието во стручниот тим за изготвување наставни програми за општото основно и средно образование и за основното и средното музичко образование. Овде ќе ставиме точка, ќе продолжиме подоцна со другиот дел од биографијата. А моето прашање е сега за презентацијата и афирмацијата на македонската музика. Бидејќи мислам дека ти тоа најдобро можеш да го согледаш од двата агли, од двата ракурса. Бидејќи го имаше искуството од Русија, меѓутоа и овде од Македонија. Дали доволно се презентира и се афирмира македонската сериозна музика, не само во странство, туку и тука кај нас? Какво е твоето гледиште за ова прашање? Малку да исправам, јас сепак имам искуство од поранешниот Советски сојуз, затоа што вака некој пат се шегуваме со некои така исто пријателки со слична биографија како моја и генерација, дека сме дошли од Советскиот сојуз во Југославија, сега ни едното ни другото. Да. Веќе нели историја така одлучи да нема ниту едното ниту другото. Така што секако беше сосема поинаква ситуација нели во тој систем општествен, економски, политички, идеолошки нели. Кога станува збор за промоција на големи се разликите на твориштво и домашно твориштво. Така во македонско музичко твориштво секако има нели своји да речем начини на промовирање. Постои Сојуз на композитори на Македонија, нели, каде што јас сум член исто речиси од самото доаѓање, има манифестации, има настани, има денови на македонска музика, издавачка дејност и така натаму, да. Но еве секогаш може и подобро, се разбира. Еве и во контекст на тоа што ги спомнав юбилеите на овие двајца композитори, нели, Власимир Николовски и Кирил Македонски. Викторија, се извинувам, каде е проблемот? За средствата, недоволна заинтересираност и подготвеност на широката масовната публика. Сериозната музика е привилегија, знам, на одбран аудиториум. Не може масовно, не е комерцијална. Но, каде сме ние тука, на тој план? Еве компарација со балканските држави, со европските држави. Ја мислам дека во Македонија така една специфична ситуација, особено со домашното твориште од областа, еве да кажеме, сериозна музика, уметничка музика, затоа што таа почна да се создава во 20 век, нели, генерално. Имаше можеби некакви, да речем, зачетоци пред тоа. Да, зачетоци пред тоа, но сепак тоа е композиторска школа на 20 век. А 20 век знаеме сите, нели, колку внесе огромни промени во музиката, вака композиторска музика, во музички јазик, модернизација, неверојатно, нели, откажување од многу, да речеме, средства и идиоми кои постоеле, така многу иновативно звучи, многу на некои така можеби не веднаш, што се вика, за уво. Така, во таа смисла македонските композитори тука беа, од една страна, значи, создаваа одредена традиција, нели, национална школа, од друга страна мора да бидат автори на 20 век, значи современи композитори. Во таа смисла, од друга страна и публиката, мислам дека е заинтересирана за музика како за свое, нели, за своја музика, за свое творишто. Јас бев, например, многу пријатно изненадена колку има, уште, еве, и кога дојдов, значи пред 30 години, дека има публика на концерти вакви. И многу често тоа го коментираме, дека навистина луѓето сакаат да слушаат. Значи ги привлекува своја музика, своје творишто, така што јас мислам дека
Тука апсолутно сите институции музички постоечки и поединци се разбира, и дел од нив многу добро се свесни за тоа. Воопшто не треба да се плашат да вклучуваат такви дела, и тоа сериозни дела и големи дела во своите програми, бидејќи публика има. И интерес има секогаш. Еве, ако имаме уште некаква минутка, во 2019 година беше јубилеј 60 години на раѓањето на Гоце, и тогаш јас многу им благодарна на Македонската филхармонија. Тие вклучија во свој редовен програм, редовен концерт, неговата симфонија. Симфонија која трае 30 минути. Значи, не пета Чајковски, не пета Бетовен, не знам уште кој, нели? Автор, Г-мол симфонија Моцарт, нели? Туку еве македонска симфонија. Значи, цело одделение. И претпоставам дека малку и можеби и ризично беше, значи, дали ќе има публика. Значи, публика имаше. Оркестар беше прекрасно подготвен, имаше после тоа аплаузи, значи, најискрени, најсрдечни за добра изведа. Сакам да кажам, ако има многу такви дела крупни во македонско музичко творишто, за жал некои уште и неизведени јавно, кои што апсолутно заслужуваат и треба да најдат свое место на програмите и кај поединците и секако кај институциите. Тоа. И ако има, сепак има и во нивните програми одредени во таа смисла потлези секако има. Јас се согласувам и самиот сум бил сведок на голем број музички настапи со македонски композитори и нивни дела, значи со нивни композиции. Посебно сум забележал дека публиката уживала, се насладувала на одредени фолклорни елементи во тие композиции или на одредени експерименти од исто така поврзани со нашето специфично македонско поднебје. Да не именувам само еден композитор, иако знам дека тоа беа композиции тогаш од Ристо Аврамовски, но и другите композитори исто така биле изведувани и биле пречекани многу позитивно од македонската публика. Што исто така е битно, дека македонски композитори, македонски дела се изведуваат и во странство, значи и обратно. Но сега на гледачите да им прикажеме дел од овие книги, овие изданија кои што се овде на масата. Овде е трудот, макропроектот Историја на културата на Македонија, книга 12, музиката на почвата на Македонија од Атанас Бадев до денес. Прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија. Каде што и ти, како професор и научник, си вклучена и на ова издание на Македонската академија на науките и уметностите. Да, ова баш мислам дека почнуваме со можеби едно од најзначајните. Да. Како што прочита макропроект, огромен беше проект на Македонската академија на науки и уметностите. И ова книга, навистина, пред веќе 20 години, да речеме, издадена, меѓутоа до денес останала многу актуелна, затоа што представува така една збирка од повеќе аспекти на македонската музичка култура во, од Атанас Бадев, значи пак, да речеме, пред на 20 век. И тука беше исто така голема заслуга на професор Божаровски, бидејќи тој беше уредник тука. Димитри Божаровски. Да, и ангажира тогаш млади, многу помладен или пред 20 години, секако и од различни генерации, но пред се така, да речем, помлади музиколози да пишуваат текстови за композитори или за одредени елементи на изведба или за институции. Во таа смисла, да, јас имам тука неколку текстови, вклучително и за Васимир Николовски, и за Гоце, и за, спомна, Ристо Аврамовски, таа група композитори, Стојан Стојков. Значи, навистина ми беше тогаш голем предизвик да работам на овие текстови. И така една голема група беше ангажирана и мислам дека многу квалитетно испадна ова издание и многу значајно. Да. Потоа ќе представиме уште едно издание. Станува збор за оваа книга, овој зборник на трудови од Меѓународниот научен собир
Кирило-методиевска традиција и македонско-руските духовни и културни врски. Овој собир е организиран по повод 1150 години од Моравската мисија и од словенската писменост. Исто така еден значаен собир и Да, тоа беше активност на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Да, и таму се вклучив покрај трудови секако пред се од област на книжевност, историја. Значи, јас се вклучив со труд за тематиката на Свети Кирил и Методи во македонска уметничка музика, затоа што има, знаете, сигурно така ораториуми и други дела посветени токму на Кирил и Методи. Значи, тоа дури сега за 2013 година, значи доста веќе време помина од тоа. Потоа ќе го представиме и ова списание кое што го спомнав, македонска музика. Списание кое што излегува на англиски јазик, но ќе го представиме и ова издание од списанието Музика на македонски јазик, каде што ти имаш твои трудови, ова истото списание македонска музика, и полека ќе... Јас само едно мало уточнување. Всушност, ова е списание музика од издавано од Сојуз на композитори на Македонија, а ова на англиски јазик се исто можем да кажеме како да речеме дел од ова списание, текстови избрани и преведени на македонски на англиски јазик. Така што може да се каже дека еве од една група изданија. Так. Да, и тука има навистина и мој, овде ова првиот број на списанието, тука има на Гоце многу една значајна статија и на други музиколози, така баш генерички статии околу проблематиката и општо, и музика современа и секако и македонска музика. Тука... Да, неговиот труд е Македонска композиторска школа, да или не, многу интересен труд и многу цитиран. Да, гледам тука дека има текстови од Марко Коловски, од Снежана Анастасова Чадиковска, покрај, рековме, текстови од Гоце Коларовски, од Димитрија Бужаровски, од Јелица Тодорчевска и други, Владо Чучков, за Владо Чучков ин меморија. За Владо Чучков ин меморија. И други автори. Но доаѓаме полека и до едно издание, за кое што сакам нешто исто да ни кажеш. Тоа е литванска музикологија. Да, тоа исто беше многу интересен и значаен настан. Во Литванија организира конференција, меѓународна музиколошка конференција за национални композиторски школи. Различни аспекти нивни. Јас учествував на таа конференција со тематиката за македонска композиторска школа и после излезе специјален број на нивното списание со трудови од таму, така што од различни земји беа и источноевропски, централноевропски земји, каде што таа нели актуелна е таа проблематика. И така, мислам, исто вреден еден спомен и вредни трудови се тука. Овде имаме две најави, да речем. Едната е за Гоце Коларовски, за настан одржан на 15 ноември во концертната сала на Факултетот за музичка уметност во Скопје. А другиот настан е вечерен звон во црквата Света Софија, во рамките на Охридско лето. Да, неговиот авторски концерт. Неговиот авторски концерт. Символично на 2 август, значи на Илин ден. Да. Ова година се одржа. И доаѓаме до ова издание. Да, ова е проспектот, нели, каталогот на Охридско лето, каде што за овој концерт исто се спомнува. Значи, овие два настана беа во веќе минатата година. Да, за нив сакам нешто повеќе да кажеш. Кога се одбележуваше така една бројка, сепак таква, 65 години од неговото раѓање, да. И многу ми е драго што и сум благодарна многу на фестивалот Охридско лето, што еве така има слух за да се направи целовечерен концерт на неговите дела. Исто многу Гоце тоа го заслужува. Да, многу успешен концерт со прекрасни изvedби на музичарите. Еве така назив Вечерен звон, тој има таква композиција за пијано, која исто така таму прозвучи.
А вториот концерт, сонатна вечер, се одржа во Скопје во рамки на есенски музички свечености, каде што прозвуче 4 негови сонати, значи крупна форма, исто дела така кои бараат, мислам, самата форма бара така едно композиторско мајсторство и интелектуално секако и интелектуален пристап и инспирација се разбира. Исто многу убав концерт со прекрасни музички изведби, значи навистина ние имаме и македонски композитори може да бидат среќни што има цела плејада сега од различни генерации и помлади и повозрасни значи музичари кои со цела сериозност, со цела одговорност пристапуваат на овие дела и навистина им даваат еден интерпретацијски лик врвен, би рекла. Бидејќи си теоретичар, бидејќи си професор на факултетот за музичка уметност, мислам дека си на изворот и ја следиш апсолутно македонската сериозна музика, па моето прашање е има ли нови композитори, има ли таленти, или и тие, како и многумина други млади таленти, отидоа во странство? Има ли кај нас на факултетот за музичка уметност млади композитори кои што ќе направат таа обнова, ќе ги заменат, како што рековме пред малку, и Аврамовски, и Николовски, и Зографски, и Цанев, и Бужаровски, и сите други? Многу интересно прашање. Сега кога ги наброи сите имења, па како да ги замениш? Да бидат подобри од нив. Да, јасно ми е, комплетно ми е јасно подобри од нив. Што сакаше да кажеш, да. Се разбира. Или тешко. Никој не може никого да замени и историјата исто нели оде така, значи некои генерации со своји принципи, со своји некакви личности специфични, индивидуални. Добро, електронска музика. Но тоа сакам да кажам, ги чекаме новите генерации. Таленти секогаш има, не може да нема. Нели сведоци сме, мислиме дека сите песни се отпеени, еве ги пак. Така. Така, мислиме дека сега технологија едно друго, сите сакаат да пеат во живо, фала Богу. Така. Да. Нели? Во таа смисла се разбира, таленти секогаш има, значи треба секако тука многу зависи од тоа кој во чии раце ќе се најдат и кој ќе ги насочи. Во таа смисла е дел од имињата што ги спомна од постарите генерации. Гоце беше професор вака, кој што буквално собираше студенти, сакаше да предава тоа, сакаше да ги насочува и навистина многу млади вака ученици, студенти ги ориентираше на композиција. Во таа смисла јас се надам дека имаме имаме и понатаму, плюс нели многу се менува самата музичка култура сега. Како ќе работат, дали во кои сфери, со технологија музичка, со мултимедија, тоа веќе исто нели доаѓаат други времења. Ќе видиме. Добро, улогата на менторот е многу значајна на самиот процес на менторирањето, на работењето со талентите, особено со кандидатите. Во креативна но и сосема си во право и се согласувам. Сега сме во едно пресвртно време, каде што многу брзо, некако инстант се случуваат брзи нагли промени, престројувања би рекол и новите технологии, па ќе видиме дали ретро ќе се навраќаме повторно на фолклорот, на битот, или ќе експериментираме и ќе создаваме само некое ново електронско, мултимедијално творештво. Но како и да е, факт е дека ти си трудбеник, неуморен човек, работник во музичката сфера, а доказ за тоа е дека си била, и тоа повеќе пати, значи почесто, член на жирија на државните надпревари по солфеж во организација на Сдруженијето на музички и балетски педагози на Македонија и член на жирија на третата меѓународна конференција, односно надпревар, на студентите по музикологија во организација на конзерваториумот Сараджишвили од Тбилиси, Грузија. Носител си на повеќе реализирани проекти од национален интерес, поддржани од Министерство за култура на Република Северна Македонија,
Како пијанист, соработник си настапувала се реномирани македонски солисти на фестивалите Охридско лето, Скопско лето, Деновите на македонска музика, на меѓународната трибина на композитори во Белград, во Србија, понатаму на манифестацијата Жени креаторки меѓу двете мориња, одржана во Солун во Грција, и други. Си учествувала на бројни премиерни изведби на дела од различни епохи и стилови. Си остварила повеќе снимки за македонската радиотелевизија. И значајно е да одбележиме добитник си на наградата Георги Божиков, која ја доделува Сојузот на композитори на Македонија за најуспешна интерпретација на делата на македонските композитори. Сигурно има уште многу други работи, што јас ги позајмив овие податоци, овие факти од твојата биографија, но слободно можеш да додадеш ако нешто е испуштено, ако нешто не го прочитав, не го спомнав. Тука, веројатно, и јас се прислушувам со оваа биографија. Да, така неко драго ми е што успеав да се реализирам на некој начин и во сфера на музикологија, односно теорија, секако педагогија, и тоа беше така еден од правците со кој се зафатив од самиот почеток на работа на факултетот за музичка уметност. Од друга страна, така успеав да се реализирам во известна смисла и како пијанист, значи да го заокружам тука моето пијанистичко образование во класа на извонредниот професор и пијанист Стела Слијанска, исто вака не, за жал исто веќе не е меѓу нас, кој огромен белег остави и во македонската изведба, пијанизам и лично кај мене, и педагогија се разбира. Овие награди исто, ова награда ми е многу драга, Георги Божиков, да, од целовечерен концерт со македонска музика на Охридско лето, каде што ја придружував нашата виолинистка Ганка Цветанова, тогаш по нејзина иницијатива таков програм се направи. Во таа смисла, се надевам дека ќе продолжам секако пред себе во областа на тие мои занимавања како професор на факултет, теоретски предмети, нови магистранти, докторанти, дипломци се разбира, значи пишување текстови и ќе трагаме по вистинскиот збор. Во сето тоа. И веднаш да кажам, додека ги читав овие твои активности, каде што настапуваш, во еден момент помислив да не грешам јас, да не читам нешто погрешно, бидејќи ти се занимаваш со теорија, ама од друга страна и настапуваш, значи свириш. И што сакам со ова да кажам? Значи не може човек да избега од своите почетоци и од инструментот. Значи ти не си само теоретичар, туку ти си во вистинска смисла на зборот и музичар, односно си пијанист, бидејќи и настапуваш. Добро, сега веќе овој период се разбира веќе помалку. Не помалку, туку би рекла веќе не настапувам, да, но тоа беше така еден значаен период. Да. Но морам да кажам дека во таа смисла и ние сме среќни генерации, теоретичари, музиколози, кои целото наше образование го поминавме нераздвојно од свирење инструмент. Да. Учење музички дела, свирење четирирачно, меѓу другото и со Гоце ние свиревме многу четирирачно. Так. И тоа беше дел практично од музичката професија секогаш, значи нераздвојноста на практиката и теоријата. Така е. И бидејќи сме на самиот крај од емисијата, Викторија, ќе те замолам со еден од овие фломастери, со една од овие бои. Да мижам да изберам која боја. Па знам која ќе избереш однапред, зашто знам сите жени која избираат. Која, ова? Таа, црвената. Добро, ајде и јас. Сите избираат црвената, викаат дека тоа е боја на љубовта. Да ги подкрепам сознанието за мојот гендер. Да. Значи овдека твоето име и презиме, значи Викторија Коларовска-Гмирија, а во другиот дел, на другата страница, ќе ни напишеш една твоја мисла, една твоја... Овде, Викторија, овде, тука. Да, Коларовска. Тој дел е за подписот.
тука Гмирија. Ето. А овдека твојата мисла, твојата порака и твојот скратен подпис. Ајде да видиме што ќе ни порачаш, што ќе биде твојата мисла, бидејќи од сите овие мисли, овие пораки, ние ќе направиме изложба на учесниците на емисијата во Потрага по вистинскиот збор на вистинската телевизија. Ајде, не може да не биде многу оригинална, ќе се послужам со туга мисла и тук слоган. Вива. Вива ла музика. Браво. Кирилично. Кирилично се снајде. Подпиши ни се скратено, како што им се подпишува на студентите. Јас на студентите им се подпишувам. Ајде да видиме како се подпишувам. Треба да направат специјален индекс за мојот подпис. Веќе не го собира во стандардните индекси. Тешко го собира и тежок е за фалсификување. Благодарам за учеството и со рака. Сакам да ти честитам за досегашните сите твои ангажмани. Ти си вистински амбасадор на македонската музика во странство и сакам така да продолжи ти лично и да продолжи овој процес и во иднина. Благодарам многу на убавите зборови, уште еднаш благодарам на поканата и исто така пожелувам и тебе на неуморниот наш Христо Петревски, кој на сите полини активен и креативен, секако и на гледачите, голема благодарност и најдобри желби и вивала музика. Да, убава поента, убаво завршување на емисијата.